Вечерашни гости Саша Ковачевич и Conquering Lion. Ујако! Како не е Нови господа, Гуру Харампе! Денеска Саша Ковачевич е тука! Да! Саша Ковачевич, Conquering Lion, имаме супер емисија, ние можеме да започнеме веднаш. Ќе започнеме со општина Струга. Да, Струга купи 4 нови автомобили, меѓу кои луксузен Ауди А6. На удар на јавноста се најде градоначалникот Мерко, кој изјави А6 не е луксузен автомобил и обични граѓани возат автомобили од 100.000 евра. Да, се согласувам на вистина. Обични граѓани возат автомобили од 100.000 евра, ако мисли на 100 обични граѓани заедно. Тогаш да, возат, господине Мерко. Републичкиот завод за статистика и НКХР направи истражување според новите така наречени Меркови параметри, по кои излезе дека во Македонија има околу 2 милиони необични граѓани. Необична држава сме, нема што, тоа е тоа. Да. Продолжуваме понатаму. Премиерот Зоран Заев даде интервју за тиранската телевизија Топ Ченел, запрашан за бегството на Груевски. Тој изјави му помогна некој во земјата, некој кој не е наш државјанин. Еве го и делот од интервјуто каде Заев го каже ова. Значи, некој меѓу нама не е наш. Од прилика. Тоа е тоа. Инаку се уште има реакции за оној фамозен годишен конкурс на Министерство за култура, уште се зборува за тоа. И сега како одговор на многуто оптужби, министерот Адеми вели не ја потпишав програмата со затворени очи и додава, освен ако не ми дале да ја потпишам додека правев Bird Box Challenge. Минатава недела инаку Facebook и Instagram нешто им се случуваше, паднати беа. Се сеќавате едно време? Шо беше тоа? Да, не знам што беше. Но во истото тоа време интересно падна и системот на биро за вработување, бидејќи одеднаш го посетија 120.000 инфлуенсери. Да. Брат, јас сум инфлуенсер, бе. Што работиш поточно? Имам брада и се сликам. Има... Фала. Што има ново во СЈО да видиме? Ау, нови докази протекоа за предметите Империја 300 и шпион. Низ вода протекоа, ги нема доказите. Да, пукна парното. Мислам, каква коинциденција размислете, пукнува цевка од парно и потопува докази за важни предмети. Јас стварно се прашувам, дали сето ова е случајно? Васко Ефтов? Значи, само будала човек може да помисли дека тоа е случајно. Благодарам, Васко. А кога сме кај СЈО, рочиштето за случајот Тревник беше одложено поради отсуство на Латас. Од здравствени причини го известил судот дека има болки во увото. Добар потек, Павлович. Па ти да сакаш не можеш поексплицитно да кажеш дека за случајот те боли уво. Good one. Ајмо од се спорт, доста политика во светот на фудбалот. Реал Мадрид, мажите знаат, западна во сериозна криза. Повеќе години доминираше во Лига на шампиони. Годинава кралевите отпаднаа дури во осмина финалето. Фановите на Реал буквално не знаат што ќе се случува со нивниот тим, но ние знаеме. Ај вака, да ги видиме фактите. Значи имаме една исклучително доминантна екипа, која долго време е неприкосновена поради огромната помош од судството, мислам од судиите, но по влијание од италијанците, тие останаа без нивниот најдобар играч и сето ова резултираше со тоа што загубија на најубедлив можен начин. Значи, ако се водиме од историските факти, наша прогноза е дека за една година од сега Реал ќе игра во унгарската лига. Реал Будимпешта. Генерално, ако следиме политика, така му доаѓа. Кој разбра? Избори имаме, нели, председателски избори. Пак има контроверзии, знаете, како секогаш со председателските избори. Така, например, многу луѓе велат дека, као иако Силјановска сака да се представи како неутрален кандидат, ќе биде само продолжена рака на Мицкоски и ништо повеќе. И ова беше веднаш негирано на Facebook. Сите што мислат дека ќе дозволам ВМРО да се меша во моето владење се лажат, ако станам првата жена председател, силно ве уверувам дека Христијан Мицкоски нема да има никаква контрола врз мојот мандат, се вели во Facebook статусот на Христијан Мицкоски.
Чекај, добро, да кажем и за други, од друга страна пак симпатизерите на ВМРО велат дека Стево Пендаровски го интересирало само албанската поддршка, дека премногу кокетира со албански партии наместо со македонски гласачи. Пендаровски категорично го одби ова тврдење со зборовите "Ќо нуке ште вртет". Нели председателот сега заминува, така. И Ѓорги Иванов на својот син му купил 2 стана на Водно. Ја се прашувам како одела таа конверзација. Тато, државата не ја бива, ќе си одам ко сите нормални млади луѓе, ќе ти купам стан. Ама не, тато нема шанси, јас само се мислам дали да се одсвелам во Шведска или во... А 2 стана? Да, значи, председател Ѓорги Иванов може мирно да се пензионира од политиката. 2 цели мандати истера. Сите знаеме дека сме правеле шеги на негова сметка. Знаеме. Ама не ќе е лошо еве сега на крај на неговото председателствување да ги сумираме 8-те години на Иванов. Значи, видете, тој можеби не направи многу. Дами и господа, според прастарите искуства, зелен чај е одличен за телото и душата. Свежо подготвена, топла напивка која смирува, релаксира и воедно супер делува на целиот организам. Зелен чај од Good Nature. Пролет е совршено време да ја отворите мапата, да видите каде ќе одите на малку сонце и полнење батерии. Погледни ги понудите на вебсајтот на Савана и пакувај се. Пролет е исто одлично време за големи одлуки. Ако размислувате за дом, не само стан, тогаш вашиот избор е Golden Art. А ако сте како нашиот денешен гостин и имате многу обврски, ви треба малку помош да го рестартирате системот на природен и здрав начин. Затоа тука е Activia јогуртот, единствен на пазарот со Bifidus Acti Regularis за добар метаболизам и добро варење. Значи Activia јогурт. Не. Пак не е како бива. Баталија. Ново од Вива. Вишна премиум нектар од највкусните македонски вишни. Пробај го. Природно си е природно. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Со секој изгреј сонце се раѓа нов ден, а денот е најубав кога почнува дома. Онаму каде што си сигурен, безбеден, среќен. Затоа сме тука. Golden Art. Дом, не само стан. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Нов крал, нови правила. Сега пеам заљубен, преград отворам јас. Слејан сум со пролета и со се во овој пот. Крали Марко, пиво за уживање.
Saša Ковачевиć. 6. април, Вип Арена Борис Трајковски. Билети во продажба преку Купи карти за се, Цветјара Розеверо 2 и сите локални местани из Македонија. Прочитај повеќе. Пакувај се и уживај овој Великден. Савана те носи со авион во Рим, Малта и Париз. Имаме и автобуски аранжмани до Јужна Италија, Букурешт, Венеција, Верона и Фиренца, Тиват, Прага и Виена. Затоа провери во Савана, резервирај и пакувај се за великденско патување. Што се друго изгледа помало. Стоби Флипс Магнус, голем флипс со збогатен вкус од 30% кекерики. Витаминка. Со потекло од чистите и зелени планински долини, направени по стари, традиционални рецепти. На современ начин и модерни технологии. До совршен вкус. 100% млечни производи. 100% малешевски производи. Купувајте малешевски производи. Ги одбрав Голден Арт, затоа што квалитетот и долготрајноста ми се најважни. Затоа што ми требаше дом, не само стан. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Не ја видов, само да го ставам од Ремингтон. Подготвени сте да научиме нов збор? Ајде. Денеска зборот на денот е шемо меджамо, што на грузиски означува кога продолжувате да јадете откако сте веќе најаден. Шемо меджамо. Токму тако сум и јас кога пијам чај. Пијам едноставно и откако ќе го испијам чајот, а и правам доsadни скечеви и откако ќе ми речат доста досаден си. Сакам да кажам, без разлика од каде доаѓаме, некои нешта сите исто ги чувствуваме и сите исто ги сакаме. Како, например, добра шолја чај. Добар чај. А сега почнуваме со нашиот прв гостин Саша Ковачевиć. Така, тазе дојден. Добро вече. Од далечното Мароко ни доаѓа. Да, сериозно. Не спомињи ми ништа. Зошто? Још увек сам под стресом. Зошто бе? Што се случи? Па када одеш у другу државу, некако тоа е све другачије, сам тај менталитет да, потпуно нешто што се договориш раније, касније буде потпуно другачије, така да е едно 7 дана била тензија страшна, ал добро, снимили сме се. Колку го отидовте, колку луѓе? Колку људи? Да. Па било нас и на сету преко 200 сигурно. What? Да, више него овде. Да, каде ја бе додал? Јел бен слободан, реците мени да их може да узем супер звучи. Никако. Ти немаш пари за овој бенд. Договорит ćemo се. Сигурно. Слушај, кажи ми, зошто 200 луѓе носиш во Мароко за спот? Што е спотов? Не носим их, тешки су. Од таму ги најде? Да, од таму. Не би заиста тоа onda уопште било испатено. Ма мене не ме чуди тоа. Саша Ковачевиć зима авион и носи 200 луѓе. Какви? Ишло нас е
5 odavde i tamo smo organizovali sve, tako da nam je... Дај малку сега, знам дека Тазе ќе излезе спотот, ама кажи што ќе биде спотот. За неделю дана, па у суштини снимали smo na 2 lokacije, to je zamak zvani Jerusalim, pošto je snimano od Gladiatora, ne znam, Game of Thrones do... A tamo? Tako je, tako je. Mel Gibsona o Isusu, ne mogu da se setim tačno kako se zove. The Passion of the Christ. Браво, браво, браво. Да. Праши ме уште некој филм додека сум во... Оно е со Брус Вилис, Армагедон. Добро, добро, добро. Tako da je dosta nekih hollywoodskih projekata urađeno baš tamo. Ја знам дека ти си уклучен во све кога работиш. Дали тоа значи дека ти го избра местото? Сакам овде. Brat i ja smo u stvari napravili scenario zajedno i povučeni atmosferom pesme smo nekako videli tu Maroku i kao ajde zašto da ne pokušamo nešto da snimimo tamo. Malko tako nešto, orijental? Pa vidjet ćeš malo, da, ima malo orijentala u pesmi, a mesto kao mesto jako specifično i karakteristično, tako da smo nekako taj duh Maroka preneli definitivno na Саша, види, да речеме Монтеверест, ако го земеш, Непал таму и тоа све, они живеат од тоа. Ти баш хочеш да ја банкротирам. Не, гледај, они живеат од тоа. Таму плаќаш човече да идеш да се качуваш на Монтеверест. Сега, после толку филмови, блокбастери, големи, се плаќа за да се снима. Sve mora da se, sve se u životu plaća. Nažalost, kad si fanatik i opsednut dobrom produkcijom, dobrom fotografijom, to nosi jako veliku odgovornost kao i troškove, tako da samim tim dosta smo onako ušli. Ама чекај, тоа е една локација. Има уште една? Ne, ima уште една. Која е? To je Merzuja, Sahara. Pustina? Pustina, bato, sve ravno. Šali se brdovito. I što se slučava tamo? Ti si i devojki nekoj. A da ti sad ne pričam, to će za Goli devojke okolo tebe, ne? Golih devojka, pa kako, brate, tu daš ti koje, mi ćemo to da stavimo tipa u 1500 i ne znam koju godinu, tako da ja sam Takvo epohalno? Ja sam ti skroz prekriven, ne vidim se. Mogu sam da tebe stavim u stvari, da ti statiraš, što da se ja u stvari maltretiram. Pa sram te bilo, zašto ne me vikna? Što ličimo imamo iste oči, samo ti stavimo... Apsolutno, duri nemаше ni da mrdneš od doma, ќе si uživaš, ja ќе idem, ќе se glupiram tamo. Dobro da znam bar za sledeći put. Dobro, окей. Песната се вика како? Преварена. Чекај, некој го знаеше ова однапред. Од кај знаете бе како ќе му се вика песната, уште не излезена? Од Инстаграм. Дали вие го следите него насекаде? Hvala vam na tome. Inače, dugo smo razmišljali kako da se zove pesma. Inače, збори за Томе во публика. Му заблагодарува на Томе. Томе е најголемиот фан негов. Томе, здраво. Nekad imamo zaista veliki problem kako da nazovemo pesmu, jer stotino ima reči, a zaista nešto preterano upečatljivo. Tako da i ova Prevarena je nešto izvučeno, a to iz nekog kao... Ima vo stih Prevarena? Ima, ali nije uopšte to fokus na tome, tako da... Okej, na kraju krajeva nije ni bitno kako se zove, nego ajde, to mi je bilo lako kad si negde ovako klub, ako ništa drugo, može Prevarena od Kovačevića i to je to. Да. А кој би бил најтешко име? Од истата песна извади ми некое најонака долго, комплексно. Kad jednog jutra zaplačeš i ti zbog njega. Recimo, može Kovačević i kad jednog jutra zaplačeš. Šta? To ti kaže. Да, апсолутно, браво. Така е. 6 април, VIP Arena. Си имате запишано? VIP Arena Борис Трајковски, нормално за Рима, VIP Arena Бранко Црвенковски, ви се молам. Нормално. Треба да има. 6 април си знаете вие, така? Значи знаете и сите вие што не гледате. 6 април, VIP Arena, Саша Ковачевиќ, после колку време со концерт? После 3 години. После 3 години, луѓе! Исправите ако греш. Ќе биде јако! Мора да буде, па увек идемо јако. Да. Ја се надам да публика памти još uvek taj koncert, tako da ćemo sad... Ti po što go pamtiš? Pa ja, kad god dođem u Makedoniju, ja kažem da je to meni druga kuća i sad nebitno da li sam ja u nekoj potpuno drugoj državi, ja uvek za Makedonce pričam da je to meni familija. Ja kažem, ja sam polu Srbin, Da, im kaže u Maroku, im kaže? I u Maroku, nebitno. Da, im kaže, a? Da si zna. Tako da, od ove publike zaista uvek očekujem vrhunsku energiju, kao što je zaista na svim mojim nastupima
što se cele Makedonije tiče, tako da se vrlo, vrlo radujem našem druženju i garantujemo i moj bend i ja da će zaista biti spektakl i preemotivno. Sabine ćemo slati najlepšu energiju i ko dođe, naravno, neće zažaliti. Sigurno, 6. april VIP Arena. Кажи ми малце за песни што ќе се свират. Сите хитови ќе се свират, така? Tako je. Нема ништо што ќе остане неоцвирено, ќе Pa biće, zato što ja u svojoj sad nekoj diskografiji imam sigurno preko 40 pesama, što znači da bi koncert trebao da traje otprilike jedno 3,5 sata, 4. Vetuvaš? Pa dobro, možda manje više s nekim tu pauzama i to, ali generalno uglavnom izvodimo neke pesme koje je publika do sada favorizovala i nekako držimo jednu istu dinamiku, tako da nećemo pevati sve pesme. Dobro, sad ne bukvalno site. Tako je, ali uglavnom ljudi koji znaju sve ove pesme koje se naravno dan danas vrte, te će upravo i biti. Ајде да видиме вака чисто која највеќе едва чекате да ја чуете на концертот. Добро, друга? Гледаш, више наброја 4-5. А želim da te volim, ništa. Ај, кога сме више кај фановите, што е ова сега тука има во публика? Поклон за свадба! Дај, донеси го. Дај да видим што е ова. Jel znaš šta smo se dogovorili pre emisije? Inače. Што се знаете? Hvala puno, znajemo se mi, kako se ne znajemo. Овде пишува за Саша од Алекс и Јована, за личноста со големо срце и душа. Да си жив, чекај! Да си жив, здрав, секогаш среќен. Многу успешна кариера ти посакуваме. Hvala najlepše. Алекс и Јована, смееме да го отвориме или не? Смееме? Не е нешто тајно. Нема ништо. Добро, Саша, сакаш ти да го имаш честа да ни покажеш? Ajde, mogu i ja, naravno, bit će mi zadovoljstvo. Да видиме што... Чекај, валјда не е стварно свадбен поклон му давате? Не, ова е Sad шега. neka tvoja slika kad se slikao za Playboy. Замисли. Знаеш ono kao? Да. Многу долга и успешна кариера и слика од жаре, човече. Прекрасно. Bez naočara. Прекрасно. Ајде да видиме. Се мачиш нешто? Ako ja ovo budem otvarao ovako, potreće taj... Да. Jel imamo neki nožić? Опа, ете го. Evo ga. Ајде да видиме што е. О, дури јас сакам да знам. Ајде. Оп. Да погодуваме. Ја мислам дека е некоја фотографија од Саша, веројатно, а? Или што мислите вие? Pošto je za svadbu, možda i usisivač. Чекај. Еве го. Да видиме? Čekaj. Evo ga! И? Sad ćemo okrenemo drugo. Evo ga! Не, од другата! Pa šalim. Срам да ти е, Саша. Оп, ајде да го видат сите. Тада! Hvala najlepše. Александра, на кратко, што представува ова пример? Природа. Логично. Значи еден ваков природна звезда To je u како stvari Саша. asocijacija na pesmu Gde smo moja ljubavi. Eto koliko imam prilike da... Може ли да им дадеме аплауз на Алекс и на Јована за ова прекрасно? Земете ја сега сликата, земете ја, упатете се таму, сега веднаш ќе доскокнат четворицата менаџери на Саша и ќе го зема тоа. Ви благодарам многу! Ви благодарам! Аплауз за Алекс и Јована! Браво, дечки! Ljubim vas puno. Браво! Hvala. Абе, земи си го микрофонот, па ти е... Одлично. Ова беше неочекувано. Ај малку за бизнис да збориме, ај ти остај си ти свадби едно друго. Си ovo meni nešto sipao? Да, слободно имаш убаво чајче. Hvala. Имаш пред колку време ресторанот го отвори? Pre 4 meseca, ja mislim da Како već се ima. вика? Ritual. Ритуал. Значи ритуал секој што ќе оди во Белград е? Tako je. Секој што ќе оди во Novi Белград. Beograd, u stvari. Во Нови Белград. Tako je, da. Добро, значи убаво е да се посети како ритуал да им стане да Tako одат je. во ритуал, а? Ja verujem da svako od nas ima neki određeni ritual u životu, tako da smo upravo iz tog razloga i želeli da napravimo da, eto, ljudi popiju dobru kafu ujutru, da nešto pojedu što vole u omiljenom restoranu i da je pre svega ambijent topao, da nije onako sterilno i mislim da smo uspeli u tome, pošto su inače komentari ljudi uglavnom. Да, добро. Tako, da. Па ајде, кој ќе дојдам те барам. А кажи ми, се внесе во тоа кој што се внесуваш исто у спотови и све? За тие што не знаат, све прави, ги монтира спотовите, седи додека треба да се бајле. Тако е. Беше таков и со ресторанот?
се пикаше за да кажеш интериерот каков да е, не знам. Što se same adaptacije lokala tiče, da, od samog početka sam bio bukvalno tu uključen u sve. Имаше нервози? U sve. Bilo je jako... Zato oslabe malo, jako, tako je. Bilo je jako... Pa vidiš da sam sam upao, šta da radim. Dobro. Сега тоа е бизнесмен, сакаш да си. Ali vratit ću se brzo. Pa da, uglavnom dosta neprospavanih noći, nervoze ovog onog i sve to utiče nekako. Што беше најмногу онака најстресно? Имаше нешто, знам дека на пример сте се мачеле. Па све околу ресторана е стресно, искрено ти кажем. Така, знам сте се мачеле за таа некаква си печка за пица, фурна за пица. Што било tu smo recimo imali problem što je tehnolog koji je radio kuhinju uzeo pogrešne proporcije i mere i kad je stigla pizza peć nakon 4 meseca, onda je... Ne. I onda smišljaj kako šta, uglavnom sad je stala nekako, ne znam ni ja kako, ali bitno je da je stala. Истата таа што ја зевавте, таа ја внесовте? Да, sa kranom smo morali da... Чекај, мораше баш таква? Мислам, има нешто специјално околу фурнава или... Pa ima, zaista smo hteli da bacimo akcenat na pice, mislim generalno... Тоа да биде као Tako je. Inače, mediteranska kuhinja u pitanju, tako da možeš da pojedeš i dobru ribu, dobro meso i svašta nešto, ali smo hteli da bacimo baš akcenat na picama i zato smo čekali iz Dženove da stigne 4 meseca, eto koliko je trebalo da stigne. Čekaj, толку се чека за да ти ја направат или има ред за чекање едноставно? Ne, toliko su oni nešto pravili to, tako da... Šta da radimo, morali smo da sačekamo. To oni na kraju krajeva prolongiralo otvaranje upravo pizza peć. Trebаше порано да се отвори. Trebalo je ranije da se otvori. Mi smo to planirali već negde u septembru, ali otvorili smo, eto, početak novembra. Добро, нека трае многу години, Саша. Ритуал, нека биде ритуал на сите, нека биде ритуал. Чекај, па нели сакаше и хотел да правиш у Грција? Jeste, sad još da se bacim i na hotelijerstvo i da sljedeći put imam 40 kila. Муавет, нели? Kako? Имаше муавет за тоа, имаше идеја на Халкидики хотел. Ne, to je neko nekada pustio neku patku ili buvu, što se kaže. Inače mi kum drži hotel na Halkidikiju, ja svake godine odem kod njega na par dana, pa je neko to pustio u novinama kako ja držim hotel, što nije istina. Znači nije to tvoje, a u stvari kumo Demek. Mi to kažemo kad je od kuma, to je kao moje, tako da ako ti je lakše, eto mogu da budem i hotelijer. Така и во нашата политика беше до известно време. Не делимо само жену, знаеш. Добро, тама работа. Кога сме кај жени, пред 3 години кога беше во емисија, нешто искоментиравме за врските. Ти беше тогаш со тогашната девојка, така поприлично долго време. Да, што искоментиравме да видиме? Да си 4 години во врска, да си Саша Ковачевич, лол некаде. Добро, малце ми ги разочара сега жените во публика, од друга страна сите мажи направија. Што се случи со таа врска? Што ме ниси прво пита за фризуру, šta ми е с фризуром? Odgovorit ću ti, ali da me više, da nikad više ne repriziraš ovu emisiju. Ова да не се покажува. Тоа го затворивме поглавје, таа страница ја затворивме. Black X-Files. Добро, готово, отиде таму. Да, беше долго време, а сега веќе си со Зорана. Така е. Со Зорана. И знаете, така да ја знаете Зорана. Еве, вака, вели, некој си астролог, некоја Невенка Блажиќ, вика, ти си личност, ова од негде го извадиле. Ти си личност која оди од цвет на цвет. Си имал проблем да ја пронајдеш вистинската, но сега си ја нашол и ќе се ожениш со неа, па ќе видиме, времето ќе покаже. Ајде, добро, не збориме за тоа. Океј, сега ти ќе ми помогнеш мене, бидејќи си добар со жени. Има кај нас еден бренд италијански за накид, Ребека се вика. Што е работа? Сега идат матури. Имам таму од јуна, јел? Или од мај? Од мај. И сега имам братучетка на која што треба да ја дадам за матура. Добро. И сакав да изненадам и девојка ми и отидов во Ребека и земав 2 работи. Едново да оди за братучетка ми, едново да оди за девојка ми. И сега пример имам Алка и имам вакво нежно ланченце. Види го какво е лепота. Значи не знам дали колку се гледа, пример. Кој е да оди каде и ќе им кажам дека Саша Ковачевич избрал, не сум јас крив. Значи за братаницу, јел? Така и за девојката. Сега ти кажи кој е што е, не знам. Двете се топ, ама чекај, реци ми кој е стари?
Predanica je mlađa, devojka ми е постара, да. Не знам. Мислам, замисли да е матурантка. Šta znam? Саша, не знам, ја ти од Мароко доаѓаш, ама па сега немој културата да ја носиш тука. Ево, нека ова буде за братаницу, може. Добро, договорено, ќе кажам така, а ова оди за девојка ми. А ова може за девојку. Ми се допаѓа, окей, и да не биде дека да ме купувам само за нив. А и мене си нешто купи. Ти купив и тебе. Хвала Од Ребека и... О, хвала. Една алка за тебе. Највше. Така, тоа е тоа. Да си ја Хвала, носиш со среќа. Ребека, да. Не, сериозно добар накита и многу за цената е топ. Најбољи у Македонија за мене. Хвала најлепше. Често настапуваш кај нас, знам често, колку што можеш. Сега. Но... А могу често. Па да, а можеш често да доаѓаш. Кад крене летња сезона, ето ја са кофери во Македонија. Точно, да. И сега, знаеш, машко со машко си правиме муавет. Има девојки, нормално е да има девојки по настапи. Сега си во врска, фала Богу, ама имало нели периоди кога си бил послободен. Има ли некоја девојка вака што ти оставила силен впечаток? Из Македонија? Да. Како Нема да откриваме имиња глупости. Па не, ама дали има некоја? Па ја имена баш слабо и памтим, искрено. Шалим се. Шалу на страну. Да, браво, аплаудирајте му што не ги знае имињата. Браво, само така охрабрете го. Шалу на страну, наравно, Македонке важи за јако лепе жене, тако да док сам био слободен, јако сам се радувал наступима кад долазим овде. Дали некогаш имало чисто нека да ти помине мисла да станеш македонски зет? Онака барем мисла да ти пројде. Знаеш да си речеш? Па искрен да будем не. Наравно било многу лепих жена и све, али никада нисам размишлил на ту тему. Добро, фер. Ја то тек после онако godine zabavljanja mogu da kažem kao sad je ovo, to je to. Не си лесен. Не. Ле. Окей. Ќе направиме кратка пауза, се враќаме после пак со Саша Ковачевич. Дали може така? Харе? Take it away, Харе. Се враќаме со Саша за многу кратко. Ви препорачуваме Вива Вишна премиум нектар, направено најубавите вишни преку знаењето, умешноста и традицијата на Вива. Вива Вишна премиум нектар природно, сие природно, а вие погрижете се за околината, ве молам, Џонски ке не утепа, значи селектирате пластика во пластика, хартија во хартија и стакло каде? Па нормално, значи селектирате отпад, немојте вие да бидете ѓубре. Мала работа, ама голем е импактот. А кога сме кај стакло, најдобрата работа во стакло е златен даб. Времето затопли, време е за даб. Џонски, дали планираш тука да останеш цела емисија? Ве молам да го испратиме Индијана Џонски. Џонски, ти се молам. 6 април, VIP арена, Саша Ковачевич. Кој од вас ќе оди на концерт? Се гледа дека се уште во школа, бидејќи не викаат јас или нешто, не го прават вака си. Мислам, ако, добро е тоа. Да, ние сме во школа точно. Ми даде Тонч ми даде. Продолжуваме ние со муабетов. Сега беше во Мароко по спотови. Минатиот пат беше Тајланд. Тајланд, да, за спотови. Тако е. Тајланд, Куба. Нешто подосна во Софија снимаше 3 спота, и Једра, и Дисес но, шпанска верзија. Тако е, кажеш не, или Дисес но. И без тебе ме нема. Мој покушај шпанско. Види, доста добро си беше, бе, зошто? Шо мислите вие, на шпански супер си звучеше? Да. Као неки рус. Такам? Не си многу среќен, не? Дефинитивно за акценат и то заиста треба проći neko vreme da ti malo sve to legne, ali ljudi koji su slušali u Španiji, u Južnoj Americi su uglavnom rekli da sve perfektno razumeju i to je nekako nama bila vodilja da razumeju šta želim da kažem. Tako da to znači дека пак може да снимиш? Zašto ne? Zašto ne?
Ali generalno Sofija kao Sofija za snimanje, pogotovo kad je pričao o filmskim studijima, je zaista perfektna. Во која смисла, например? Зошто е перфектна? Имаш се што ти треба? Tako je, na jednom mestu možeš da zatvoriš celu konstrukciju projekta i od tehnike, od scenografije, od same lokacije, tako da bukvalno sve imaš. Ама и тоа чини пари. Дури медиумите пишува дека наводно, не знам, тоа е еден од најскапите спотови снимани било која, бидејќи стварно беше тоа филм. Najžalije što se, evo, apropo sad i Maroka tiče, neće videti u spotu inače koliko je tu rada uloženo, truda i svega. To je najžalija strana. Ali nema veze, mi smo zadovoljni, nismo u suštini napravili baš posao koliko smo, da kažem, želeli. Smo mi za taj neki prvi dan želeli da snimimo oko 36 kadrova, što je zaista nemoguće. Snimili smo 22, recimo. Tako da smo već 14 koliko je u minusu. I to je to, ali na kraju krajeva, kažem, opet biće zaista prelepo i drugačije. До сега, вклучувајќи го Мароко, од каде си се вратил со најмногу материјал за еден спот зборам? Sa Tajlanda. Onda od Tajlanda? I koliko, da rečem, imaše časovi snimeno? Ne znam, da je bilo nešto oko 8-9 sati sigurno. Znači od 9 časovi ti treba da sklopiš 2,5 minuti? Upravo tako. S tim što sam ja, kako sam stigao s Tajlanda, baš se sećam, jedno 3 dana proveo u premijeru, u programu i sekao sat i po, recimo, brutalnog materijala, da bi od sat i po posle napravili, eto, priču u 3 minuta, 4 koliko traje spot. Super. Tako da je mnogo nekih lepih kadrova i u tom spotu... A čekaj, pa kaj se ti je behind the scenes i vadiš i tako? Radimo, inače, što se tiče spotova sa Kube imaš behind the scenes, što se tiče ovih iz Bugarske također imaš behind the scenes, sa Tajlanda nemaš, nažalost, ali bit će iz Maroka. Eto, to je nešto što je lepo. Одлично. За керката на твојата девојка Зорана се вика Искра, така? Тако е. Имаш изјавено дека буквално си ја гледаш, ја сакаш како да си е твоја керка. Колку години има? 4 години. Sad je skoro napunila. Во која фаза е? Знаеш, што прави сега? Ne znam, šta ne pravi u stvari sad. To su sad, ja mislim, neke najluđe godine i Patrol, najslađe. сите тие ги помина, така? Пиличи, По Патрол, цртаните. Sve. Naučio sam svaki crtani na pamet. Tako da, kako upalim te, sad je po defaultu neki crtani, razumeš? Da. Uglavnom, ona je jako, jako slatko dete, umiljato i zaista ne možeš da je ne voliš. Tako da, svaki dan se radujem da se igramo, družimo i vole bi jednom prilikom da je upoznaš. Čak sam hteo da je ona... Imamo, što se prvog koncerta tiče u Skoplju, imamo taj intro neki i ona je to sad... Video? Video intro? Ne, nego audio intro. A, dobro. I sad ona stalno traži da se to u kolima pušta i tu pesmu zove Bam Bam, pošto tako i počinje iz Desmo moja ljubavi. I stalno traži Bam Bam da je puštam i hteo sam da je sad dovedem za ovaj koncert u arenu, ali bojim se da će u nekom trenutku da krene da plače, verovatno, jer je još mala od buke, od ljudi i svega i onda će mama morati u sred koncerta da je izvede i to je to. Tako da bi mama mogla ili svi naši da uživaju lepo u koncertu, ostavit ćemo za neki drugi put. Супер, одлично е тоа. Значи, уште еднаш 6 април да подсетиме. Исто да спомнеме дека остана запаметен оној еден концерт во Охрид 2016, па те возеа со глисери, нешто се сеќаваш на 2016 Охрид? Sećam i to vrlo dobro. A, taka? Ohrid će mi definitivno ostati u najlepšem sećanju, jer je taj neki period je zaista bio jedan od najlepših perioda u mom životu, sigurno. Ta neka energija koja je vladala baš u tom nekom letnjem periodu je nešto što bi zaista volio da se ponovi. A Bože zdravlja, vidjet ćemo možda na leto i ponovimo nešto. Сега во каков период си, кажи ми, малце ми делуваш повлечен. Знаеш, не одиш многу, не излегуваш многу, не си по коктейли, промоции кај колеги. Не. На што се должи тоа? Сакаш одмор малку или што е работа? Pa generalno zbog svih tih nekih noviteta koji su se pojavili, ajde da kažem, u protekloj godini, počeši od restorana, od muzike koje pravimo, koje već imamo sigurno 7-8 gotovih pesama koje još nismo izbacili. Nekako sam poželeo malo da povučem ručnu, da eto, čisto malo budem kreativniji u studiju i da kad krenem da radim, da tad izbacujem sve kako treba. Tako da
Inače nisam neki tip da se pojavljujem nekim događajima non stop, da ja sad tu nešto stojim sa šampanjcem, nazdravljam, pijem, ovamo, onamo, proslave i to. Verovatno, eto sad i nakon, pa ne znam, 15 godina sigurno koliko se bavim javnim poslom, je naišao taj neki period kad bi tu svoju kreativnost prebacio na upravo, kažem, komponovanje na moju muziku i sa te strane bio nekako... А джаболебариш бе некогаш, значи онака, прокрастинејчо викаат, само седиш и ништо не правиш, кауч потето, или нема таков период? Само ми фали još onaj Yogi Bear, onaj, kako se zove, onaj Dušek. Pa да. Знаеш, има таков момент, Netflix или не знам, или HBO, и да седиш. Krenuo sam sa serijom Vikings, kako se zove. Vikings? Da. Nisam to do sada imao prilike da... Ja to ne sam ja počneo ušte. Da ispratim, a evo sad sam odgledao prvu sezonu, mogu ti reći da mi se dopada i eto, imao sam sad, kako sam došao iz Maroka, 2 dana slobodno i bukvalno sam u krevetu ceo dan, samo daljinski iz епизода u epizodu i mogu ti reći da mi jako prija. Па ето, значи да се чувствуваме подобро и ние што тоа го правиме цело време. Благодарам. Саша, Good Nature, Саша Чаеви. Имаме секако витаминка за тебе и имаме од нашите најубави Viva Premium сокови, ќе ги оставиме тука. Многу ми е кеф што те гледам и едва чекаме концертот да дојде. Такоđe. Супер изгледаш, да знаеш. Ти се ништо не менјаш, што сам ти веќе рекao. Саша Ковачевиќ! Жив ми био. Гледате 1 на 1, овозможено од Малешевски, 100% млечни производи. Каков аплауз! Како да е почеток на емисија, не средина на емисија. Вау, а всушност е само средина на емисијата. Тоа значи дека имам уште еден гостин. Гостинот ни доаѓа од фантастичен еден бенд, еден од моите омилени бендови во Македонија, Conquering Lion. Ги знаете Conquering Lion од Тетово? Тоа е најдобриот регје бенд во светот. Еве, нека не е во светот, во Европа е сигурно. На 13 април имаат концерт во МКЦ, 12-ти роден ден на бендот Conquering Lion. Тука е Мане! Аплауз! Мане Руцмен! април МКЦ, 12-ти роден ден на бендот Conquering Lion, многу специфично име, ја не знам, не сум те прашал никогаш, зошто Conquering Lion? Шо има нешто од регија културата? Да, многу е битно. Така? Многу е битно. А зошто е стубот од регија култура? Зошто мора да е Conquering Lion? Затоа што е Conquering Lion. Ова што осваја, да. Ова не е обичално. Регија музиката осваја, да. Да. Кажи ми, освен овие што се сите што ги знаеме, нели како лаици, Боб Марли, нели и такви него работи. Кој би препорачал лично за некој што не слушал регија, за да се заљуби во регија музиката, освен Боб Марли, нели мејнстримот, што да слушне, кого да слушне, а не Conquering Lion? Јасно. Midnight би ги препорачал одма. Midnight е култен бенд, страшен исто, со поише сигурно 20 албума, што се онака... Лесен за конзумација? Зависи. Не, даб албумите не, ама не за почетници у регија. Добро. Али дефинитивно онака стабилен бенд што би те навлекол на регија музика. Значи слушате Midnight, сакате, или од модернава, да кажем, регија естрада, Хроникс, Протеже и Джеси Ројал. Ето така. Човекот си ја знае работата, очигледно, кога што гледа. Ма не, освен Conquering Lion, кога го правевте пред 12 години бендот, значи само да потенцирам, стварно долго сте на сцена и секоја ви чест, знам колку е тешко да се обстојува персе, а не па у регија сцена во Македонија, така да си имате докажано. Имаше други имиња во игра? Пример, да се викаме, не знам, нешто поинаку? Се сеќаваш? Па мислам дека имаше нешто типот као Mass Hypnosis или нешто такво. Добро е што не сте го одбрале тоа. Добро.
поише метафорички како дека владее на нели да кажем масивна хипноза, али кога ќе размислиш у реге, боле лепи некако Conquering Lion, пошто си од самата Растафари култура. Апсолутно Conquering Lion. Снимате 5-ти поред албум, а во 2017 ви беше последниот фактички Land of Confusion. Слично на Mass Hypnosis, Land of Confusion, пак е тоа е некако пораката. И сакам да знаат сите дека бевте номинирани за најдобар реге албум на Регевил, а Регевил не е зезанција во светот на реге културата, еве ти кажи. Да, тоест може да се каже дека најактуелен и најдобар портал за промовирање на реге музика на светски рамки. Така да на Регевил беше номиниран како нели бест реге албум, нормално можеше да се гласа, ако си имаш сега нормално конкуренција, ти спаѓаат и Демјан Марли и сите претходни што ги набројав како Хроникс, Албороси, што е малце да кажем нели потешко за бенд од Македонија што не е од нативна Јамајка, а твори реге музика да успее на таква да кажем на таков компетишн. Исто многу битно дека Land of Confusion се најде на преноминација за Греми. Се не влезе у топ 5 нормално, ама беше на преноминација листа за Греми. Па тоа мора исто да го чуете, значи Land of Confusion. Тоа е четвртиот албум, ама го чекаме и новиот, ова како загревање може тој што не знае за Conquering Lion да си чуе. Чекај, имате и соработка со Регевил, така? Бидејќи приметувам во последниве 2 години или колку видеата ги вадите под Регевил бренд. Да, претежно да, затоа што у принцип премиерно кога иде некое видео, нели? Да достигнеш најголем да кажем таргет група што на народ што слуша реге, би ти е ипак Регевил. Онака друго ја ќе го ставам на канал на рецимо на Conquering Lion, нели или на некој окей, еве да е од Македонија некоја или музичка агенција што промовира, пак нема да достигнеш толку да кажем права публика како што е Регевил. А и у принцип еден вид е да кажем као афирмација дека си окей. Ама албумите ги вадите самостојно или? За последниот албум беше изваден уствари за издавачка куќа од Нью Џерси, Locksmith Records. Како ве најдова? Мислам, под настапи. Ние ги најдовме. Во принцип нели праќаш материјал, готов материјал, немам издавач, го праќам по странски издавачки. Слушни ме па ако ти се допаѓа. Да, куќа и тука сум за соработка. Баш така. И онака може ти се јави онака, нас ни се јави од VP Records, што са да кажем, не знам, Албороси издава за VP Records, али нудеа нешто од типот само дигитална дистрибуција што немаше да ти покрие баш CD и плоча или нешто такво. Добро, значи овие дадоа повеќе. Да, сега се надевам дека и следниот 5-ти албум поред ќе биде најверојатно исто со Locksmith затоа што имаш успешна соработка. Задоволни тие, задоволни вие. Така да би требало и да се продолжи тој да кажем. На тој Land of Confusion имаше хитови, нели, ама последно нешто што и се надевам ќе го чуеме после е Badman World. Тоа беше пред 5-6 месеци, колку таму така, 5 месеци од прилика. А тоа беше со Рафаел. Рафаел е еден познат реге музичар низ светов, а вие се запознавте од сите места во Прилеп со него, така беше? Така беше, на Пивофест. На Пивофест во Прилеп, таму па ја бев водител и истата таа година, вие свиревте во иста вечер. Така, и тогаш се запознавате. И како стига соработка, како да натераш, или не знам се, може глупо е тоа да натераш, ама како стига, еве, Рафаел да снима со Conquering Lion песна, спот, све поред? Јасно. У принцип се контактира артистот прво, нели дали уопште би е слободен ли би се нафатил за некој фестивал или ангажман. Океј, го контактирамо. Му ја испраќамо сета работа, ние што имамо да се сите албуми лайв. Како свири бендот да чуе онака. Еве го бендот, вака свири реге и од Македонија. Дали би сакал овој бенд да ти биде бекинг бенд за наступ на Пивофест. Добро. И онака, сега неговите нели менаџери му соопштува, он се враќа назад договор и сега може да се деси да те одбие, нели се десило и да некој на пример што е по реномиран артист, рецимо као типот на Майкл Роуз. Майкл Роуз не наступува со ниеден друг бенд освен со неговиот. Така. Така да тоа си од една страна за почит, нели? Човекот си ги носи сега само со своите. Океј, значи у принцип обична комуникација, не треба нешто кој знае колку за да нели доведеш некој странски артист да соработува со тебе, доколку он го осети вајбот за бендот. Нема никаков проблем. Имаше нешто, ракија или не знам што, знаеш, македонската ли ја направивте? Јасно. Да. Значи дојде до Македонија еднаш за Пивофестот, се испире неговиот материјал и концертот што се испире, ама затоа беше угостен на македонски начин како што треба со све. И онака после 2 години од тоа
Еве го дојде специјално у Македонија да сними спот со нас и трака. И беше доста заинтересиран и као ова екипа вика нема да ја заборавам, мора да дојдете демек до Италија да свирите заедно. Така да се надевам дека ќе биде и тоа еден ден. Тука не си сам така? Имаш уште еден колега од бендот, така? Со кој си тука? Бојан е тука, Бојан гитаристот фактички, заедно ќе направите Bad Man World ќе отсвирите. Таман песнава што ја слушаме, значи одете на YouTube, чујте ја Conquering Lion Bad Man World во оригинално издание, а овде ќе го чуете и Unplugged верзијата ќе ја чуете од неа. Јас ти посакувам многу успех со новиот албум кога ќе биде готов да ни доеш да го промовираме. А сите ве повикувам, значи на 13 април во МКЦ заедно да го прославиме 12-тиот роден ден на бендот Conquering Lion, навистина една од работите со кои што Македонија може најмногу да се гордее музички. Conquering Lion, мане, фала ти што беше тука. Good Nature, мајстор, има Дива премиула за тебе и витаминка и уште едно фала. Браво, брат. One and a night, what is life? One and a night, skiddy wee wee wah wah. One and a night, what is life? One and a night. Tell them already, say me come get a twist. Run for tomorrow, ever ready for a peace. We be living in a system, them a attack one. War for the nation in a this year Gideon. We have to see them a parading for them television. Boy, them a calling that the politician. Them a want for aggression, now them can go run. Loot them a suffer get as them a catch a fire. We go up on the road as we ban this area. We rock and muffin them a commence them area. You know we wanna on the streets and the corner. Feed them a hooligan a play down in farmer. Come again, we come again. Say them a fi skate cause them end up on date. We tell them a fi celebrate, we celebrate. Cause we have to learn one lesson, we a learn one sweet. In a bad man world, we a liberate. I and I your people say, in a bad man world, them a fight I. We getting tired every day. In a bad man world, we a liberate. I and I your people say, in a bad man world, fear redemption each and pray. Now watch yourself, my brother. Watch yourself. Now watch yourself, my sister. Watch yourself. Now watch yourself. Now watch yourself. Now watch yourself.